Православните ги почнаа Божикните адети. Еден од најголемите христијански празници, Божик, започнува со коледарските обичаи и месењето на кулачињата, а продолжува утре со бадниковата трпеза. Модерниот начин на живот не дозволува повеќето семејства сами да си подготват се што е потребно за празникот, па затоа овие неколку денови пекарите имаат полни раце работа. Па моментално поради празниците се бара најповеќе погачи со паричка, лепче со паричка, бадникови колачиња. Значи актуелно е тоа. Бабини баници или зелници со праз посни ќе биде актуелно исто за бадниковата вечер. Тоа е, кај нас е зголемено побарувачката, луѓето веќе не е како порано, не сакаат дома да месат, туку сакат наготово да си купат, затоа сме ние овде да ги услужиме и да им ги направиме празниците да им бидат полесно дочекани. Почнувајќи од вечер, започнуваат и божествените литургии поврзани со Рождеството Христово. Денот посветен на светиот Наум, Охридскиот чудотворец, ќе се богослужи, ќе има света литургија. Недела со почеток во 8 часот, неделна воскресна богослужба. Односно бадник, каде што на сите верници кои што ќе дојдат овде во храмот ќе им биде поделено од бадниковото гранче и лепче со паричка традиционално. Утредната веќе големиот празник Божик, исто богослужение утрената ќе почне во 7 часот, светата божествена литургија во 8 часот. Од лани, коледарските огнови се заменија со божикни поворки. Дечиња во Виница веќе ја испееа вечниот Бог. Во Кочани и Штип, такви поворки ќе се организираат во недела. Целата на овие поворки е да ја искорениме паганската традиција со насилната содржина на песните и да ја да почнеме да ја употребуваме вистинската смисла на самата песна, значи вечниот Бог. Во самата песна вечниот Бог се опишува раѓањето на Богомладенецот, каде се родил, во пештера, во јасли, кои биле мудреците, што донеле, значи да се долови духовната смисла на самиот празник. Божик е празник на мирот, на љубовта и на семејството. Сите обичаи поврзани со овој ден потикнуваат на љубов, простување и желба да се стави крај на сите конфликти. Предстојниот Божик беше повод и за честитка од штипскиот градоначалник Благој Бочварски. Упатувам на искрени честитки за Рождеството Христово Божик до сите граѓани кои го чествуваат овој голем православен христијански празник во мое име и во име на општина Штип. Во духот на христијанските вредности, овие празнични денови во секое срце нека внесат мир, во секој дом нека донесат топлина, светлина, радост и љубов и нека го зацврстат единството и почитувањето меѓу граѓаните. Се вели во честитката од градоначалникот Бочварски.